Добро утро. Македонија е добитник на првата награда на надпреварот за зелени вештини за 2025 година, кој по петти пат поред го организира Европската тренинг фондација од Торино, Италија. Со нас утрова е професор доктор Радмил Поленаковиќ од Машинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, кој го освои првото место на овој надпревар во конкуренција од 250 добри практики и од над 50 земји ширум светот. Професоре, добро утро, добре дојдовте во Македонија наутро и најнапред честитки за првата награда. Добро утро, ви благодарам за поканата. Професоре, што точно стои зад ова важно европско признание за кој деновиве дознавме токму од објава на социјалните мрежи од европската делегација во земја? Во вашата практика најдобар надпревар за најдобар бизнис концепт за зелена иновација го освои првото место. Да, најпрво Европската тренинг фондација е организација на Европската унија која поддржува развој на вештини кај младите, но и кај возрастните. Овој надпревар се организира 5 години, ова е петото издание, и ние сме особено горди што еве нашата добра практика, помеѓу толкав број на апликанти, успеа да го освои првото место, што е признание за нас како Машински факултет, за тимот кој што работи на оваа практика, но и за нашата земја, од страна на една голема европска организација. Станува збор за надпревар, кој што ние веќе 18 години го организираме на Машинскиот факултет, кој започна 2007 година како надпревар за најдобар бизнис план за средните училишта, потоа се трансформираше во надпревар за најдобар бизнис концепт, за да во изминативе 6-7 години фокусот е на најдобра зелена иновација. Во нејзе се вклучени сите, односно имаат право да учествуваат сите средни училишта од нашата држава, а самиот систем на надпревар представува една апликација која што наставниците заедно со учениците од средните училишта на некој реален проблем ја испраќаат до нас, до Машинскиот факултет, каде што ние потоа правиме селекција и ги избираме најдобрите. Професоре, што требаше да направи вашиот тим за да го донесе првото место за Македонија на овој надпревар за зелени вештини? Прво минатото, како што реков, веќе 17 години со формирањето на бизнис стартап центарот во 2006 година фокусот ни беше на развој на претприемачки вештини кај младите. Првиот период, околу 6-7 години, одржавме развој на 60 стартап компании. Потоа, фокусот ни се насочи повеќе кон средните училишта, бидејќи сфативме дека колку порано се развие тој претприемачки дух кај младите, толку е поважно. Како дојде времето на зелената транзиција, и ние нашиот фокус повеќе го свртивме кон зелените вештини. Всушност, фокусот нас ни е прво наставниците, обука на наставниците, развој на нивното знаење за климатска писменост и потоа тие заедно работат со учениците и ги развиваат тие решенија за некои воочени проблеми за животната средина. Главното е што е нашиот национален надпревар, не е локално решение и ни се има случајно и да имаме над 70 училишта кои учествувале во надпреварот. Професоре, што ја издвои оваа добра практика во вкупно 250 апликации да биде препознаена од Европската тренинг фондација и наградена со првата награда? Прво, долготрајноста на самата практика. Значи, не е некој брз проект кој што за 1-2 години ќе го снема. Второ, интеракција со огромен број на партнери кои што учествуваат во самиот процес. Значи, покрај носителот Машински факултет, тука учествуваат невладини организации и општествено одговорни компании кои што со своји финансиски придонест и учествуваат во наградниот фонд, но и во менторството и во учествуваат во жири комисијата. Така да во изминатите 17 години можеби преку 20 организации, што државни, што приватни, што невладини, можеби 10 проекти поддржа да нашите
обуки бидат квалитетни. Тимовите, например, победникот лани беше на Крит, претходната година во град на меѓународни надпревари. Ова година сега ќе имаме едно финале во Охрид, така да има голема интеракција и поддршка. Мислам дека масовноста беше клучна, не е локализиран надпревар, туку е на ниво на цела држава. Колку во овој проект беа вклучени младите и какви конкретно зелени вештини стекнаа преку самиот процес на проектот? Целта е да им се смени менталитетот на младите. Преку обука на наставниците се доаѓа до развој на одредени позитивни движења и кај младите. Зашто? Заради тоа што тие успеваат да ги лоцираат проблемите и да нудат свои решение. Решенијата може да се и локални, но да имаат ефекти на глобално ниво. Така, кажете ми како ова признание може да се користи за понатамошен развој на зелените технологии и образованието во Македонија? Што понатаму после оваа награда? Значи, една од причините зашто беше баш оваа награда истакната беше фокусот на наставниците. Кај нас наставниците се столбот на образовниот систем. Добрата нивна обука значи пренесување на тоа знање на следните генерации. А колку младите побрзо станат свесни дека постојат огромни можности за вработување нивно идно, за развој на зеленото предприемништво, толку е поважно и за нас како држава да ги прифатиме овие светски трендови. Професори, за крај на нашиот разговор, која е вашата порака до креаторите на образовните политики во нашата земја, но и до младите, како и бизнис секторот во однос на развојот на зелените вештини во Македонија? Значи, нашиот фокус е на развој на предприемачки, зелени и дигитални вештини. Ако ви кажам дека обуките кои што ние ги држиме за нашите наставници ги преточивме во прирачник кој што го објави еден УНИДО, достапен до 150 земји, значи дека тоа што го правиме вреди. Сметаме дека и нашите образовни власти треба на што е можно по ниско ниво да ги симнат развојот и на предприемачките и на зелените вештини, за да може ние како држава да имаме работоспособен кадар кој што ќе биде многу лесно вработлив, бидејќи една од моите клучни пораки беше квалитетното образование е еднакво на вработливост. Така, професор, ви благодарам што утрово бевте дел од утринската програма на јавниот сервис и ви посакуваме уште многу успешна работа понатаму. Ви благодарам и вас на поканата. Утрово во Македонија наутро разговаравме со професор доктор Радмил Поленаковиќ за првата награда што ја освои Македонија на надпреварот за зелени вештини за 2025 година, што 5-та година поред го организира Европската тренинг фондација од Торино, Италија.